Понеделник 27 јануари, кратки вести во 12 часот. Информацијата дека и понатаму продолжува исклучително високото ниво на загаденост на воздухот и дека Охрид е меѓу најзагадените градови во државата, често и со над 200 милиграми на метар кубен PM10 честички, е помеѓу оние кои предизвикаа најмногу внимание периодов наназад на Facebook профилот на Охрид Прес. Читателите бараат од соодветните институции брза реакција затоа што проблемот останува со години наназад и како никој да не води сметка за истиот. Тука се секако и стандардните обиди за да се релативизира состојбата со шеговити коментари, но и посериозни осврти на преголемата урбанизација на градот, греењето со несоодветни материјали и слично. Охриѓани потсетуваат дека за оваа состојба придонесуваат и депониите во околината, кои постојано горат и придонесуваат за загадувањето на воздухот. Охрид останува на мапата на туристите од целиот свет кои го посетуваат и после празничниот маратон, кога се славеше од празникот Свети Никола па се до 20 јануари и денот на рибарите. Поголема група странски туристи викендов уживаа на кејот Македонија и од водичите ја слушаа приказната за древниот Охрид. Слична слика се повторува секојдневно, што е одлична помош за угостителите во пресрет на главната туристичка сезона. Според официјалните податоци на Државниот завод за статистика, во ноември минатата година Република Македонија ја посетиле 45.656 странски туристи. Справите поставени во активната зона на Кока-кола во Охрид подолг период наназад се во лоша состојба и потребно е нивно санирање. Бројни граѓани често ги користат, што нивното санирање го прави уште поважно и потребно. Слична судбина имаат и статичните велосипеди, што се во непосредна близина. Охридската беше четвртата Кока-кола активна зона во Македонија, отворена во август 2016 година, достапна 24 часа на сите граѓани без никаков надомест. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, дува умерен југоисточен ветер. Максималната температура во Охрид до 12 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.